други инспектори после Кочани? Значи имаме во континуитет покренуваме дисциплински постапки и вршиме санкционирања за различни типови. Дали ова била некаква пракса на работа претходно на некои луѓе во управата, да речем? Значи, за да кажам дека било пракса, треба да имаме потврдени случаи. Значи, не можам да зборувам вака паушално. Меѓутоа, значи ние по случувањето на трагедијата во Кочани и уште пред да ја имаме информацијата за инволвираноста на инспектори од УЈПВО, за кои што сега се водат постапки. Како добивте информацијата? Преку обвинителство или веќе вие имавте? Прв пат ја добивме информацијата преку објавата на сторијата на ИРЛ. Значи, работиме веднаш започнавме работа за воведување на внатрешни механизми кои што ќе овозможат превенирање на неправилности и подобра контрола на внатрешното работење и спречување на неправилности. Значи, се ревидира внатрешното упатство за контрола, односно сите внатрешни упатства за инспекцијска контрола, вклучувајќи ги и контролите за фискализација, со што се поставуваат јасни правила на однесување на инспекторите, што и како треба да прават во тек на контролите, за што треба да остават документирана трага во досието, во предметот, за да може после секој предпоставен координатор, началник, единица за професионални стандарди да направи проверка дали постапувањето е согласно тие правила и да си иницира внатрешно санкционирање. Исто така конкретно во делот на овие контроли, дали има други вакви случаи што превзедовте конкретно? Рековте дисциплински мерки има, меѓутоа дали имаме други случаи кои што пример би стигнале до МВР и до слични пријави? Значи имаме случаи на внатрешни постапки, имаме поднесено кривични пријави против вработени во УЈП, значи единицата за професионални стандарди во континуитет и пред случајот Кочани и по случајот со Кочани функционира и воедно размислуваме и за зајакнување на овластувањата на таа единица преку законски измени, бидејќи да и дадеме овластувања да може да излезе на терен и на лице место да прави проверка на контролорите, инспекторите, додека се наоѓаат на терен кај даночните обврзници, да зема изјави од даночни обврзници, од сведоци, изјави, докази и слично, да ги зајакнеме, значи, нејзините контролни механизми во откривањето на непрофесионалното однесување.